Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва зборуваме за корупцијата во високото образование. Случајот Еразмус внесе немир во академската фела и помеѓу студентите, но и помеѓу професорите. Овој скандал го потресе економскиот факултет во Скопје. Осомничени за примање подкуп се 6 универзитетски професори, еден демонстратор и еден собственик на бифето. Бројни истражувања на оваа тема за распространетоста на корупцијата во образованието. Последните анкети покажуваат дека 4 од 10 прашани студенти се пожалиле на барање мито од страна на професори. Како да се спречи оваа појава? Дебатираме вечерва во отвореното студио на телевизија Нова со моите и ваши гости. Антонија Поповска Христов, новинар и уредник во дневниот весник Вест. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер, благодарам ни вам на поканата. Со нас е и Васка Бојаджи, студентски правобранител. Добре дојдовте и за вас. Иван Живковски, сега адвокат, но долгогодишен председател на студентскиот парламент при УКИМ. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Антонија, најновиот случај на примање подкуп од страна на професори од економскиот факултет во Скопје, како што и рекол во најавата, внесе немир помеѓу академската фела, но само ја потврди долгата појава во јавноста. До сега беше јавна тајна дека некои професори бараат подкуп од страна на студенти за шеска. До какви истражувања дојде кога ја работеше оваа тема? Ти долги години го следиш овој процес, имаш учествувано и на неколку проекти, па и одблиску ги знаеш проблемите. Токму така. Последните случувања на економскиот факултет сметам дека требаше да се случат многу порано, токму поради фактот дека со години наназад се зборува дека има корупција во високото образование, нешто што представува голем проблем. Сметам дека ваквите акции дефинитивно треба да продолжат, не треба овде да се запре, затоа што зборуваме цело време дека мито има и дека тоа најчесто нели оди преку пријатели на професорите и дека освен плаќањето пари за шестка, исто така како најраспространета форма на корупција е купувањето книги. Односно, тоа што студентот е принуден да купи авторски учебник на професорот. Дури во времето јас кога студирав, моравме да ги купуваме книгите на професорите за да се стекнеме со право да полагаме испит. Значи не да добиеме оценка, меѓутоа да имаме право да одиме на испит. Да одиме на испит, токму така. Затоа сметам дека не треба да се запре овде. Ова е нешто што го чекавме долго време, бидејќи кога се случи хрватската акција пред неколку години, која што беше наречена Индекс, во која што паднаа 22 професори на универзитет, уште тогаш ние новинарите коментиравме кога кај нас ќе се случи нешто вакво, затоа што како што кажав, со години се зборува дека проблемот постои и дека треба да се реши. Да, со години е јавна тајна, но еве после неколку години работа надлежните излегоа со конкретна акција и конкретни бројки на осомничени професори кои се инволвирани во овој случај. Бојаджи, вие сте студентски правобранител. Колку студентите искрено и реално зборуваат за овие проблеми? Студентскиот правобранител е пред се институција чија што основна улога и функција е заштита на правата на студентите и е уникатна како по своето постојање, така и по методите и начинот на действување. Во текот на мојот мандат до мене били упатени поголем број на представки од страна на студентите. Тие се вообичаено од различна природа, значи се тргнувајќи од обични административни проблеми кои ги имаат, неевидентирање на оценките во електронска или во материјална форма, па до несоодветна среденост на студентските досиеа, проблеми во префрлање од една во друга студентска програма и така натаму, па се до многу посериозни повреди на правата на студентите, кои што и често се жалат на однесување од страна на на членовите на нашата академска заедница, кој што не е во согласност со законот и не е во согласност со етичкиот кодекс на нашиот универзитет. До сега работав и на неколку случаи кои што се поврзани со корупција. Како што кажа и Антонија, најчесто тие не функционираат според оној типичен начин на одвивање на давање на мито, односно преку давање на пари, дали во кеш или на друг начин, и за тоа добивање на определена услуга,
туку токму преку задолжување на студентите да набават оригинално купена нова литература во авторство на професорот, и тоа се поставува како услов или за добивање на потпис во индекс, кој што регуларно студентите би требало да го добијат со извршување на определени обврски, како например извршени предавања, вежби и така натаму, или пак се условува со стекнувањето на некои други права на студентот. Моето мислење е дека професорите и другите членови на нашиот академски кадар вложуваат големо време и посветеност во креирањето на тие учебни помагала кои што на нас не служат на дневна основа, и несомнено дека нивниот труд како автори треба да се почитува, меѓутоа поседувањето на новокупена оригинална литература не смее да се поставува како услов во стекнувањето на кое било право на студентот, а уште помалку пак право кое што тој самиот го заслужил преку тековното и невремено извршување на своите студентски обврски. Во оваа насока би сакала да ги поканам студентите и доколку се среќаваат со вакви или какви било други проблеми во текот на нивните студии, тоа се однесува само за студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи, бидејќи нели таму е мојата надлежност, да се чувствуваат слободно да ме информираат мене како студентски правобранител и секогаш да имаат предвид можноста дека представка до студентскиот правобранител може да биде поднесена и анонимно, доколку се разбира станува збор за проблем кој што е од интерес на поголема група на студенти, односно е од општ интерес. Да, тука сте вие да ги заштитите како студентски правобранител и да ги слушнете нивните забелешки и да реагирате, а како што рековте, сепак условувањето за купување книга во ниту еден случај не може да биде услов за одење на испити и представува еден вид искриена корупција. Живковски, вие долги години бевте председател на студентскиот парламент при УКИМ. Каква е оваа разработена шема? До сега беше јавна тајна, но како одеше зато оние кабинети? Како се доаѓа до шеска и колку студентите јавно зборуваа за ова? Па видете, вака, јас повеќе од 5 години бев активно вклучен во студентското организирање. Значи, уште тогаш се зборуваше дека постојат шеми како тоа се нели, како оди текот на стигнувањето до една шеска. Меѓутоа, и тогаш и сега сметам дека генералниот проблем е стравот кој што сметам дека е неоправдан, кој што постои кај студентите, од причина што ние и тогаш имавме низа активности дури со Министерството за образование кој што ги спроведувавме, кој што има за цел да се охрабрат студентите да пријават било каков вид на корупција. И резултатите од сите тие активности беа само пријавување на некои случаеви кога некој му се балало да купи книга или некој кој што имал проблем на студентски прашања или нешто слично. Меѓутоа генерално ваков тип на проблеми никој не пријавуваше. Сега по она што се случи изминативе денови, гледам дека па дури по социјалните мрежи доста млади луѓе се охрабрени од ваквата акција и сметам дека сега доколку најдат на ваков проблем ќе може многу полесно да го искажат, се со цел навремено да се спречи, а не да се премолчува нешто што траело 5, 10 па и 15 години и тој систем само земал поголем замав и имал повеќе жртви во него. А дали последниот случај со економскиот факултет ќе ја развие свеста кај студентите јавно да зборуваат за оваа појава? Ако досега се плаша. Да, токму така и како што кажа Иван, веќе на социјалните мрежи има многу луѓе кои што реагираат убаво, мислам, кои што реагираат позитивно на после овие случувања. Сметам дека денешните генерации мислам дека ќе имаат повеќе храброст за разлика од нас во времето кога ние студиравме да говорат јавно за проблемите и да реагираат кога ќе има потреба за тоа. Така што сметам дека свеста ќе биде поголема. Ќе биде поголема во врска со ова. Бојаџе, колку студентите се запознаени со нивните права, колку знаат каде може да се обратат и кој може да ги заштити? Според моите лични согледувања од претходното неколку годишно искуство и како студентски правобранител на универзитетот, неколку предходно како заменик студентски правобранител на правниот факултет, можам слободно да кажам дека се повеќе расте, односно се повеќе се зголемува
запознаеноста на студентите со нивните основни права и обврски. И во таа насока и јас, а и другите државни и други институции се трудиме за да придонесеме на некој начин преку разновидни активности, значи од организација на трибини кои што се одвиваат на факултетите, до информативни средби, па се еве до моите најнови активности, тоа е создавање на посебна веб страница за студентскиот правобранител, каде меѓу другото студентите можат во делот на студентски права и обврски да се информираат за тоа кои се нивни основни студентски права и обврски. И всушност во тој дел јас се обидов на најпластичен, на наједноставен начин да им ги преточам сите тие значајни обврски и права кои им произлегуваат од законските акти, а кои можне често на студентите им представува проблем да ги читаат и да ги совладаат. Но она на кој што најдов јас е дека студентите од една страна се жалат дека нема доволно информации во ера на интернет. Може тие да пристапат до која им било информација само со неколку кликови, а згора на тоа кога се организираат, да кажеме, помасовни активности, помасовни дебати, каде што пријавувањето е на доброволна основа, сепак заинтересираноста на студентите е мала и тие не сакаат да одвојат дел од своето слободно време, па да присуствуваат на некои од овие едукативни настани. Од овие причини морав и јас сама да си ја сменам својата собствена стратегија на дејствување и спроведување на активности во таа насока, па решив буквално со претходен договор со професорите, каде што знам дека предавањата се најпосетени вообичаено во првите години од студиите, да одам и на 15 минути, 20 минути, како дел од тоа предавање, кога сите студенти се на исто место, да ги задржам и да им соопштам некои основни работи. Ефектите од таквите активности, барем јас ги согледав на многу краток рок и се случуваше веднаш по одржувањето на таквите информативни средби да добијам и телефонски повеќе, имејл со информации, воедно и токму некои од тие случаи на продавање на книги, односно условување на поседувањето на оригинална литература, како услов за стекнување со определени права, беа откриени од моја страна и бев информирана за нив токму преку овие настани. За продажбата на книги, но и за ставовите на дел од универзитетските професори. Ке ги слушнеме малку подоцна во живо, ке имаме вклучување и од Скопје и од Кичево. Ке разговараме со професорите Осман Кадриун, но и со Ненад Новковски. За жал вечерва не дојдоа и не се одзваа на поканата од просветниот инспекторат, но тука сме со нашите, а и ваши гости да ги отвориме сите дилеми и прашања. Куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусија. Зборуваме за корупцијата во високото образование, мотивирани и поведени од последниот случај Еразмо, кој го тресе економскиот факултет во Скопје, за кој случај се осомничени 6 универзитетски професори, 1 демонстратор и 1 собственик на БФ. Живковски, освен корупцијата, јавна тајна е дека на факултетите царува и непотизмот и врските за доаѓање до шеска и за полагањето на испити. Тука особено се посочуваат правниот и економскиот факултет. Какво е вашето искуство? Па добро, генерално точна е констатацијата која што ја кажавте, затоа што правниот и економскиот факултет од секогаш биле факултети кои што се најголем на најголем удар и секако најголемиот број на студенти на УКИМ се наоѓаат токму на правниот и на економскиот факултет. Моето мислење е дека например, за разлика од помалите факултети, каде што порано никој не водел евиденција или никој не се грижил што се случува тамо, мислам дека ако направиме сега некоја паралела, дека не можеме да ги издвоиме правен и економски од другите факултети, затоа што секдека еднакво имало поплаки кои што се јавувале од студенти. Меѓутоа, еве и од акцијата што успеавме да видиме, токму беше на општествените науки фокусирано, што самото по себе говори дека таа појава е тука присутна и дека нели од секој аспект копијата се биат токму на тој кампус. Мислам дека работите почнаа да се менуваат уште во 2005 година кога почна да се
да се применува Болонската декларација, бидејќи системите почнаа да се менуваат, оној класичен систем на полагање професор студент беше полека исфрлен, се воведоа нели компјутерски приемни тестови за секој предмет и едноставно можноста за субјективна анализа или субјективен пристап на професорот се сведе на минимум, едноставно нема толкава можност професорите да влијаат директно или доколку има евентуално некоја желба да му се наштети на студентот, дека баш немаат некој механизам за разлика од минатото, кога тоа било нели честа појава. Меѓутоа сега јас не би сакал и генерално да дадам една негативна слика дека се на универзитетот или се во високото образование во Македонија не функционира или не чини. Сепак моје мислење е дека и овој случај кој што се појави, нели треба доправа и да се докаже колку бил точен, дали бил точен и така натаму. Меѓутоа сметам дека иако било некоја мрежа организирана од неколку луѓе внатрешни и надворешни, сепак сметам дека тоа се одредени изолирани случаеви кои што постојат на универзитетот и кои што постојат во високото образование, меѓутоа за жал имаат толкова моќ што прават генерално црна слика за целиот универзитет. И повторно ќе се вратам на мојот претходен коментар дека ова отвара една нова димензија на целиот проблем, дека што повеќе студенти ќе народски кажано ќе им се отворат очите, ќе го кажат својот глас и нема со самото тоа нема да има можност во иднина да има појава на вакви коруптивни действија. Меѓутоа и сакам уште да го потенцирам дека треба малку и од уште една друга страна да го погледнеме проблемот. Значи имаме проблем кој што постои со корупција во високото образование 10, 15, 20 години. Што се случува? Ако имаме една страна која што бара мито, имаме друга страна која што премолчно дава и кјути. Тука веќе имаме еден сосема друг проблем на кој што треба нели да се посветиме за да од корен бидат пресечени овие проблеми. Така и според некои статистики, економскиот и правниот факултет водат во овие појави кога се во прашање митото и корупцијата, а свеста сепак кај студентите е мала, можеби ќе се охрабрат, како што рековме, после овој случај, но сепак времето ќе покаже дали ќе зборуваат јавно за овие појави и ќе спречат самите корупцијата во високото образование. Неодамна на некои од факултетите, токму на правниот и на економскиот, беа отворени антикорупцијски канцелари, каде што студентите можеа директно да пријават корупција, но немањето интерес стави клjuč на овие канцелари. Токму така, државата, односно Министерството за образование и наука пред неколку години реши да отвори неколку антикорупцијски канцелари на неколку универзитети во Македонија. Првата беше отворена токму на економскиот факултет, поради тоа што повеќе од една година никој немаше пријавено ниту еден случај. Таа канцеларија, мислам дека денеска е пренаменета во нешто друго, воопшто не постои како таква. Штета што студентите не се охрабриле да пријават некој таков случај, меѓутоа уште еднаш ќе потенцирам, тие се многу свесни во што влегуваат и многу се свесни дека многу добро знаат дека и тие се соучесници во процесот на подкуп, така што единствена опција кај што освен кај студентскиот правобранител исто така можат да пријават ако некој им побара мито и во државниот просветен инспекторат, каде што исто така со анонимна пријава или со име и презиме можат да предупредат дека некој им бара мито. Сепак интересен е и податокот на едно истражување на оваа тема кој што покажува дека и студентите се иницијатори за подкуп. Не се тоа само професорите како што се мисли во јавноста, туку токму од студентите доаѓа иницијативата. Сметам дека треба да се охрабрат, нели, како што рековме, и треба да исто така да се најде начин како да се не мислам дека може да се искорени, меѓутоа може во голем процент да се намали оваа појава.
Бојаджи Антонија вели дека не ги посочи бројките од некои последни истражувања, дека токму студентите се иницијатори, но сепак практиката покажува дека и професорите се тие кои што дозволуваат и бараат подкуп за шеска или за поминување на испит. Пред малку го прашав и Живковски како оди таа шема за подминување, има ли ценовник? Колку се движи, например, цената да се плати за преодна оцена, за испит? Мене ми е многу драго што се одржуваат најпрва емисија од ваков вид, од отворен карактер, поради тоа што сметам дека ова е единствениот начин да шепотењата кои што ги слушаме по ходниците на тема корупција во високото образование, конечно да се стават пред очите на јавноста и да почне да се влијае на јавната, односно на општествената свест за овие негативни појави. А впрочем, тоа е единствениот начин и за охрабрување на пошироката јавност, особено на студентите, за да пријавуваат такви случаеви. Во поглед на цените, тоа се единствено, да кажеме, информации кои што јас исто сум ги слушала по ходници и не би можела да изнесам во јавност релевантна информација која што се однесува на таа тема. Во секој случај, исто така сметам дека примерите, односно дека најновата полициска акција, која што е актуелна деновите, се однесува само на поединци, значи на професори, и негативната слика која што се креира на тој начин треба да биде поврзана исклучиво само со тие индивидуи на кои што се однесува целата постапка, доколку нели се утврди понатаму во судска постапка дека исказите, дека наводите првичните наводи се точни, и во нито еден случај, како што кажа Иван, не сме таа негативна слика да се отелотворува, односно да се преточува на ниво на сите високообразовни институции, а уште помалку пак на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што според сите параметри е најквалитетната високообразовна установа, институција во Република Македонија, и истовремено и најреномираната. Веројатно такви појави постојат и на другите универзитети и се надевам дека ова само ќе биде една почетна, првична акција која понатаму ќе вклучи низа реакции на други места. Да, ќе зборуваме и ќе анализираме како Кирил и Методи од најреномиран стана универзитет кој се смета дека е и дел од факултетите, дека се и корумпирани. Во живо, во отвореното студио на телевизија Нова ги имаме универзитетските професори Осман Кадрију и Ненад Новковски. Кадрију, дали последниот случај Еразмо го потврди дека има корупција во високото образование? Да, ги имаме Кадрију и Новковски, додека да воспоставиме директна линковска врска со Осман Кадрију, кој ни се јавува од Кичево. Зборуваме со Ненад Новковски. Новковски, вие сте актуелен кандидат за ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а неодамна во изминатите години го раководевте Министерството за образование. Анкетите покажуваат дека има висок степен на корупција во образованието. Како вие, доколку добиете мандатот и довербата, ќе ја спречите оваа појава? Добро вечер први. Се однесува на една појава која што доби доста значење главно заради обидите на власта да ја дефокусира јавноста, за да го сврти вниманието од невидено големата корупција во врвот на власта, значи кај високите структури од владата, потенцирајќи ги оние случаи кои што се појавуваат на корупција во високото образование. Многу од тие работи се познати и имало можности и порано да бидат решени. Секако дека има начин да бидат решени, како прво треба да се воспостави преку соодветниот систем на вреднување, наградување, оценување на работата на наставниците, да се воспостави многу по-фер однос помеѓу студентите и професорите, на начин на кој што ќе бидат надминати некои заостанати појави, кои што, како што реков овде, се пренагласени токму во функција на заштита на невидениот криминал, на злосторничкото здружување кое што постои во власта. Тука секако дека може многу брзо да бидат постигнати многу
високи резултати со тоа што ќе се постават вистинските луѓе на вистински места, ќе се постави на вистински начин вреднувањето во високото образование, наградувањето на луѓето, истакнувањето на квалитетот, што секако недостасува. Оно што е секако уште поголем срам од ова што ни се случува, тоа е што се омаловажува високото образование. Значи, од една страна срамот е што се јавуваат случаи на корупција во високото образование, кој што треба да биде пример за најморално однесување, и од друга страна од одговорните општествени структури целосното Конкретно како вие ќе ја спречите корупцијата? Имавте мандат, раководевте со Министерството за образование, конкретно и јасно имаме тука точни бројки, последни анкети, евидентна појава дека некој барал подкуп. Како вие би ја спречиле таа појава? Што конкретно да се преземе за да се спречи барањето подкуп, но и од друга страна скриеното барање на подкуп со купувањето на книги? Па веќе кажав, мислам дека не ме разбравте. Значи, целото моје ангажирање е на воспоставување на вистински критериуми и на вистински вредности. Се работи за конкретни случаи кои што представуваат прекршување на правилата, сите тие се санкционираат, но работата е ние системот да го изградиме на вистински начин, да биде појавата на вакви отстапување колку што е можно помало. Значи, се однесува на истата таа работа. Јас кога бев министер, знаете дека најголем број на директори и раководители сменив точно заради тоа што работеле неправилно. Истата таа работа мора да се случува и на универзитетот, со тек на работата да се отстрануваат сите недостатоци, но како прво треба да се действува со свој пример. Јас како ректор универзитетот ќе представувам пример како треба да се работи. Не да ги казнувам другите, а како што има некои што прават најнеморални работи, да бараат од другите, да ги казнуваат, да ги санкционираат на секој чекор, да зборуваат како прават криминал. Конкретно зборувам за врвот на власта, најголемиот криминал го прави и укажува на професорите. Јас ќе го правам токму обратното. Јас со својот пример ќе покажувам како треба честно да се работи. Универзитетот Свети Кирил и Методи, дали вие би барале санкција, односно дали би барале да прекине работниот однос на одреден професор кај кој ќе се утврди ваква појава дека барал подкуп? Тоа е работа која што се регулира со закон. Само има институции кои што одредуваат врз основа на судска одлука да се прекинува работен однос. Значи, тие работи што се, треба да се покренува сите по институциите, сите треба да ги пријавуваат овие дела кои што се случуваат, надлежните институции да действуваат и судот во тој случај одлучува дека некој не е соодветен за вршење на таква функција. Благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Универзитетскиот професор Ненад Новковски, екс-министер за образование, но и актуелен кандидат за ректор, ги слушнавме неговите лични ставови. Тука во студиото со мене, да повторам, се и новинарката од дневниот вестник Вест, каде што сте уредник, Антонија Поповска Христов, Васка Бојаджи, студентски правобранител, и Иван Живковски, поранешен председател на студентскиот парламент на УКИМ. Можевме да ги слушнеме ставовите на Новковски. Каде е тука моралот кај професорите и како да се спречи, односно да се прекине работниот однос? Имало до сега многу случаи, но сепак се уште ги гледаме дел од тие професори дека се на нивните позиции. Нашите законски одредби се јасни. Ако затворската казна е над 6 месеци ефективна, тогаш во тој случај на професорот му престанува работниот однос. Меѓутоа, во Македонија досега праксата не покажала дека на конкретен професор за кој што се докажало дека примал подкуп, дека му е прекинат работниот однос. Напротив, тој се враќа на работното место и продолжува да образува генерации и продолжува да си ја врши работата најнормално како ништо да не се случило. Треба да има промени во овој дел. Не сме оваа пракса да продолжи. Во развиените држави многу се строги санкциите кога се работи за примање подкуп и професорот го губи правото да предава, губи правото да биде повеќе во високото образование. Сметам дека треба да има измени во однос на тоа кога ќе се докаже дека некој професор земал подкуп, тогаш настана научниот совет на факултетот да морално е наставничниот совет да го разреши, односно да му го санкционира, да му го прекине работниот однос. Да престане да образува генерации понатаму. Мислам дека тоа е нешто што е најлогично и нешто што е по примерот на другите европски држави.
Бојаджи, може ли да очекуваме промена во законската регулатива и како што вели колешката Антонија Вујднина, некој професор кој бил осомничен дека барал подкуп ќе образува млади кадри? Сосема се согласувам, во потполност се согласувам со идејата на Антонија дека треба да биде направена соодветна промена во релевантната правна регулатива со цел да не дозволиме индивидуи кои представуваат негативен пример за младите луѓе да бидат дел од нивниот образовен процес. Исто да се надоврзам со еден случај кој што претходно го споменавме, тоа со случајот Индекс во Република Хрватска. Тој случај всушност беше сватен од пошироката јавност како манифестација на сериозноста на власта, како и на сериозноста на институциите да се борат против појавата на корупција во високото образование и со тоа и во другите општествени полиња. И јас се надевам дека на тој начин ќе биде прифатена и последната акција од страна на македонското општество, бидејќи, како што кажав, тоа е првиот чекор за одвивање на промени во општеството. Ако го толкуваме на друг начин преземањето на акциите или со други мотиви, и ако не го охрабруваме, тогаш ниту ние како граѓани не би можеле да придонесеме кон неговото сузбивање. Живковски, дали може да очекуваме промени и колку последниот случај ќе повлече потези кај институциите? Видовме од делот изјавите и ставовите на надлежните институции дека тие долго време го мониторирали и го следеле овој скандал. Па видите, јас се надевам дека овој случај, иако нели прв поголем случај кој што се одвивал од ваков тип, мислам дека ќе има добра правна развршница за да нели се охрабрат сите понатаму. Беа спомнати тука и студентските антикорупцијски канцеларии, беше спомната Хрватска, значи ако малку се навлеземе кај нашите соседи или тука од бивша Југославија, ќе ги видиме сличните проблеми, значи тука Хрватска имаше нешто и во Србија, последно е она што се случи во Косово, каде што имаше кривична пријава против директорот како што е кај нас одборот за акредитација и евалуација, таму е агенција, значи тој беше сменет и беше поднесена кривична пријава против него со обвинување дека нели на некои високообразовни институции кои што не заслужувале преку ноќ добиле акредитација. Така да значи таа појава тука на Балканот е се уште присутна и мислам дека за се треба време. Што викаат, дајте му време на времето. Меѓутоа мислам дека правецот е добар. А во поглед на малку да се вратам назад, беа спомнати антикорупцијските канцеларии, значи јас ја имав таа чест, ако може да се каже чест, тогаш заедно со Министерството за образование и наука да го започнеме тој проект каде што беа отворени повеќе антикорупцијски канцеларии и морам да ви кажам искрено дека по отварањето на првата антикорупцијска канцеларија, која што спомна Антонија дека беше на економскиот факултет, па како тогашен председател на студентскиот парламент на УКИМ, па едно 4-5 дена бев под постојани притисоци и закани. Зошто сега го правите ова? Зошто сега вака? Дали нешто нас не спремате? И тоа, тие поздрави спрема мене доаѓа директно, индиректно, и тоа од високи чинители во образовниот процес и високо позиционирани во тоа време. Така да мислам дека таа бариера со оваа акција е пробиена. Сега останува сите институции да ја докажат нели оправданоста на истата и вината на оние кои што се обвинети, нели да не им пресудуваме на било кој да сепак се осомничени. И мојата сегашна професија не го дозволува тоа на некој да му пресудам, сепак се работи за универзитетски професори, меѓутоа секој кој што погрешил треба да биде казнет соодветно и никако не сме после тоа да биде вратен во универзитетските клупи, да биде нели за да представува пример на студентите како треба да бидат тие. Во живо од Кичево го очекуваме универзитетскиот професор Осман Кадриу. Кадриу, колку вас лично ве вознемири последниот скандал на економскиот факултет? 6 универзитетски професори се осомничени за барање подкуп, еден демонстратор, но и собственик на бифе. Се нарушува ли угледот на универзитетската фела?
без секој сомневање се нарушува, затоа што станува збор за една мощна штетна појава, станува збор за еден вид на тешко кривично дело, а тоа е корупција, и ово дотолку повеќе кога корупцијата се појавува во една мощно чувствителна област како што е образованието, образовниот процес. Во секоја држава, неовисно на општественото уредување внатрешно, образованието и дејноста на образованието се третира според уставот на земјата како дејност од посебен општествен интерес и од тие причини тука мора да се следи бурно и будно секоја појава која го кочи, која го планира образовниот процес и која му нанесува штета на образовниот процес, на државата и на граѓаните. Без секој сомневање, корупцијата е една од таквите појави која и кај нас се санкционира како посебно кривично дело, а се разбира како појава се осудува од граѓаните, од студентите, од сите институции. Но прашање сега дали имаме ние навистина корупција или само е овај случај. Мораме да нагласиме една појава дека корупцијата во нашата држава е молам цута. Ово дотолку повеќе што ние корупција имаме и во другите чувствителни сфери на општествените односи. Така да, ово што се случува во образовниот процес, конкретно што сега се утврдува на еден од факултетите при УКИМ, сметам дека не е новина. Тоа нешто може да се очекува и во другите, да кажем, академски средини, ово дотолку повеќе што мораме да појдеме од една реалност, една состојба што постои, а именно се користат, ве молам, слабостите на функционирањето на правниот систем, се користат слабостите на нефункционирањето на правото и правдата, и тогаш кога во една држава е парализирана правната држава, кога е парализирано функционирањето на виталните државни функции и институции, тогаш без секој сомневање со тоа се создават, да кажем, одлична подлога под наводници за одвивање и вршење на секакви девијантни појави, вклучувајќи ја и корупцијата. Тоа е, значи, како општа одлика и општа појава што имаме во нашата држава. А по однос на конкретниот случај, и колегите со право, мислим, нагласуваат, сепак овде треба да се поаѓа мошне внимателно, не треба однапред да се донесуваат одлуки, затоа што станува збор сега за конкретни постапки, конкретни предмети. Јас по феле потекнувам од судската власт и сум бил и судија и член на Судски совет на Македонија, и кога станува збор за конкретни предмети, непожелно е и непропорачливо е однапред да се дават оценки дали имаме ние конкретни кривични дела, како што сега се најавуваат и во званичните информации на органите за прогон се подвлекува кои се сторителите, за колку кривични дела станува збор, кои се инволвирани, колку студенти, колку професори и други, да кажем, лица од институцијата и надвор од институцијата. Станува збор прво за едно дело за кој се уште на терен на сомнеш, на сомневање дека има криминал, дека има корупција, меѓутоа за сите овие лица кои се спомнуваат, тие се осумничени, меѓутоа ве молам за нив и за сите други лица за кои се води некаква постапка, постои едно правило, постои една максима, постои едно важно начело, кај нас е и уставно начело, тоа е презумција на невиност, а тоа значи дека никој не може да се смета дека е сторител на конкретно кривично дело, додека тоа не се утврди со судска одлука, и тоа не било која судска одлука, туку судската одлука треба да биде правосилна. Тогаш и само тогаш можеме да зборуваме дека ето се утврди и откриена една појава која се однесува на корупција. Се до тогаш ние можеме само да зборуваме како сомнежи, можеме да зборуваме за одредени, да кажем, предпоставки, а кривичниот суд е тој кој треба да даде точна квалификација на делото, да утврди дали има дело, дали е сторено, од кој лица е сторено и кој ќе биде степенот на кривично правна одговорност. Но како појава без секој сомневање е штетна појава,
го нарушува угледот на универзитетот, дотолку повеќе што овде станува збор, ве молам, за злоупотреба на студентите. Иако стануваше збори од колегите тука на студио, дека и студентите сносат вина. Точно, дека и од нивна страна може да има да кажем инсистирање да се стори едно тако дело, меѓутоа сепак поголема одговорност во овие случаи сносат, ве молам, професорите, затоа што тие ја злоупотребуваат својата службена положба, својата должност и со злоупотреба на нивната должност ето ги да кажем уценуваат и ги подценуваат студентите и тие да се бават со давање мито, а овие примање мито. Така да од кривично-правна гледна точка и давањето мито е кривично дело и примање мито е кривично дело, меѓутоа по однос на степенот на кривично-правната одговорност постои разлика. Тие што примат мито, ве молам, тие секогаш имаат поголем степен одговорноста, затоа што тие ја злоупотребуваат својата положба, својата должност, својата професија, а овде дотолку повеќе кога станува збор за професорска функција и професија која во секоја држава се цени како една значајна, племенита функција, должност, затоа што таа, ве молам, се однесува на образованието, се однесува на образовниот процес. Преку таа функција ние како професори на универзитет регрутираме кадрови, оспособуваме кадрови и треба да од нашите институции произлегуваат кадрови кои ќе бидат корисни членови на државата, на општеството, ќе можат да бидат носители на вршење и во вршењето на секакви функции, професии, работни задачи и должности. На ваков начин, ако се добиват оценките со мито, со корупција, со врски, со пријателство или со други услуги, како што се наговестува, ве молам, ние навистина ќе доведеме и ќе бидеме доведени во состојба да немаме кадрови во нашата држава. Ќе имаме дипломирани студенти со дипломи, меѓутоа не и квалификовани стручњаци. Ќе имаме фактички неписменјаци, но со диплома. Тоа е штетна појава. А за една држава, кога станува збор за образованието и образованите граѓани, образованите кадрови, постои едно правило, постои една максима која гласи дека среќна е она држава, секоја држава која го има својот народ образован на одреден ниво. Ние се уште, ве молам, имаме, да кажем, образование на мощне низок степен на квалитетот, а и квантитетот. Ево за ваше информирање, според податоците на нашата статистика и европската статистика, ние во нашата држава во проценти од 100 граѓани имаме околу 8, значи со високо образование. На ниво на Европска Унија тој процент изнесува 26% високо образовани кадрови во проценти. Така да овие проценти што ги кажавте, можам да речам дека токму има експанзија и голем интерес кај младите луѓе за студии, за дипломирање, чување на започнатите студии и можам да речам дека интересот и експанзијата е многу поголема во изминатите години. Велите дека одговорноста е многу поголема кај универзитетските професори, односно кај оние кои бараат мито, кои бараат примање на подкуп, многу поголема отколку кај студентите. Ве прашувам како професор, досега имало многу реакции, поплаки, уцени за оценки, но сепак немало покренато обвинение. Каква разврска очекувате со економскиот факултет? Видите, јас сметам дека овај настан што сега е случен, со оглед дека како што ги имаме првите информации од званичните органи, органите за прогон и државното обвинителство, сметам дека овај пат и за овај случај судската власт сепак ќе се покаже и ќе, да кажем, оправда својата компетенција, својата надлежност околу утврдувањето на битието на кривичното дело кој се нарекува корупција, примање мито, давање мито, така да ако доказите навистина се правно релевантни, ако органите за прогон ги обезбедуваат таквите докази, тогаш сметам дека ќе има и правна разврска и ќе се разреши оно што се нарекува кривично-правниот настан кауза криминалис. Но и овде мора да се поаѓа
дека само врз основа на докази, кога станува збор за кривично-правната одговорност и то правно релевантни докази, треба да се утврди правилно фактичката состојба. За разлика од граѓанската и управната постапка, во кривично-правната постапка, во кривичното право постои правило дека може да се суди само врз основа на докази, а не врз основа на предпоставки и врз основа на индиции. И постои едно правило да судот, кривичниот суд е тој што треба да утврди правилно фактичката состојба, а во случај на секако сомневање, тој треба да донесе одлука која поблага за обвинетиот, односно за обвинетите лица. Кадрију, сосема накусо и за крај на ова ваше вклучување директно од Кичево, вие сепак сте професор на еден од приватните факултети во земјава. Колку некои од анкетираните студенти сметаат дека корупција има и на приватните факултети со самото плаќање на висока сума за студии? Дали станува збор за скриена корупција или пак за попријателски начин и полесно добивање на оцена затоа што и се плаќа повисока сума за студирање? Не, видите, сепак мора да се прави јасна дистинкција, ве молам, помеѓу сумите кои се плаќат по основ на школарина и сумите на студентите кои ги плаќат за добивање било преодна оценка или повисока оценка за некакви просеци, за остварување на некакви права. Школарината, ве молам, не е корупција. Таа е, да кажем, јавна давачка, таа е давачка која се утврдува со актите и одлуките на сите приватни универзитети и на државните универзитети, и сега при фактот дека приватните институции, приватните високообразовни институции се самофинансираат, не е случајност, ве молам, што тие сепак на скалата, сумата, износот на школарината кај нив секогаш е повисок од колку во државните универзитети, затоа што државните универзитети ги црпа средствата за финансирање од државниот буџет. Така да сепак мора да се прави разлика. А по однос на прашањето дали има или нема, сигурно има, меѓутоа ето затајуваат службите за откривање. Радува фактот што во неколку институции имаме така наречени канцелари антикорупцијски, треба таквите да се да се формират и членовите во тие, да кажем, канцелари да бидат активни и да ги пријавуваат сите овие дела кои представуваат противправно однесување, кои представуваат било каков вид на криминал, вклучувајќи и корупцијата како една сериозна, да кажем, појава која постои во нашата држава и скоро во сите постсоцијалистички земји, и мораме да нагласиме дека корупцијата денеска се третира како една тешка болест на овај век, на 21-виот век, односно третиот милениум. Професор Кадрију, ви благодарам за вашето вклучување директно во Кичево. Ги слушнавме вашите ставови и како правник, но и како универзитетски професор. Го слушнавте универзитетскиот професор Осман Кадрију директно од Кичево. Тој зборуваше за последниот случај, случајот Еразмо кој го тресе економскиот факултет во Скопје. Ги кажа и неговите ставови, но сепак главната поента која тој ја сподели со гледачите на телевизија Нова е дека многу поголема е одговорноста на оние кои примаат подкуп. Антонија, кој се е вмешан и каква е оваа мрежа во која што се вплеткани и студенти и професори? Како оди таа шема за подмитување? Видете вака, значи, кривично дело е ако некој изнуди пари. Студентите се многу внимателни и многу добро се информираат пред да одлучат да платат за испит. Тоа е игра во која што се вплеткани многу луѓе. Од она што јас го имам истражувано, си ме покажано дека митото оди најчесто преку пријатели на професорите. Значи не може да очекуваме дека студент ќе влезе во кабинет ке професори ќе му понуди 500 евра и ќе му рече сакате ли да ви платам за шеска. Тоа оди многу поинаку. Дури професори конкретно на Институтот за хемија пред неколку години во изјава за Нова Македонија, весникот во кој што долго време работев, имаат изјавувано дека знаеле со години дека имаат криминалец околу себе, колега, меѓутоа многу лошо се чувствувале поради тоа, бидејќи не можеле да докажат дека тој навистина зема пари од студенти за да нели ги пушти на испит.
Сега, за разлика од кај нас, на американските универзитети тоа функционира сосема поинаку во делот на одговорноста. Конкретно на факултетите во Вирџинија, ако некој студент пријави некој професор за вакво дело, тогаш раководството не превзема ништо. Ако и втор пат се случи повторно ништо и ако трет пат се случи, тогаш професорот без никакво образложение добива отказ од работа и тука завршува неговата кариера. Така што сметам дека треба да се работи и на конкретно на ова повеќе, на одговорноста и на тоа што на статусот на тој професор за кој што ќе се утврди ни судска постапка дека навистина правил криминал. Кај нас многу тешко и долги години се докажува ваквата појава, особено кога станува збор за професорите од некој од универзитетите или факултетите во земјава. Вплеткани се многу, во игра се и професори и студенти. Сепак, како да се спречи оваа појава и како студентите да се натераат јавно да говорат? Постојат различни ситуации, како што веќе напоменавме. Во последните денови во медиумите студентите се прикажуваат единствено како жртви на таквите процеси, но мошне често тие се уваат како субјектите кои што имаат најголем бенефит од одвивањето на таквите процеси. Токму бенефитот кој што го добиваат студентите како резултат на подкупувањето на професорите и другиот академски кадар представува причина за непријавување на таквите појави пред надлежните органи. Но со сите овие активности кои што се одвиваат во последниот период, а јас претпоставувам и очекувам дека и во периодот кој што следува дека ќе бидат преземени уште поинтензивни активности, прво во насока на информирање на сите засегнати страни и второ во зголемување на свеста посебно кај студентите за потребата од пријавувањето на таквите појави и трето нагласување дека во случај да пријават таква појава пред надлежен орган, посебно пред студентскиот правобранител или државниот просветен инспекторат со кој што јас во цело време имам координација и интензивна соработка, дека во случај кога ќе пријават, всушност тие добиваат заштита од страна на таквата институција и никогаш во ниту една ситуација не може да има реперкусии во понатамошното студирање, во понатамошните студии на студентите. Пред се, заради тоа што како што напоменав, таквите представки може да се поднесуваат и анонимно и во таков случај професорот кој што е предмет на таквата представка нема од каде да извлече информации за подносителот на представката и на тој начин студентот нема буквално никакво оправдување за непријавување на таквите дејствија. Сепак секој студент е полнолетен граѓанин кој што покрај права сноси и како големи одговорности, како законски одговорности, така и морални одговорности и треба да престанеме себе си ние студентите да се гледаме како жртви на нечии туги неправедни однесувања и повеќе се ставиме во позиција на иницијатори на промените во општеството, бидејќи кој друг ако не ние би го иницирале овој процес. Ако не вие, движечката сила во ова општество, зборуваме за вредностите, но каде се тука моралните вредности на професорите? Рековме дека изминатите години имало многу случаи премолчани, каде што тешко се доаѓало до докази за да се осомничи некој од професорите дека примал, но и барал подкуп. Каква е моралната вредност токму кај академската фела кога станува збор за корупцијата и митото? Па видете, значи самиот чин дека некој бара мито и е подложен на корупција зборува за каква личност станува збор и колку таа има морал самата во себе. Меѓутоа тука треба генерално да го земеме проблемот, јас секогаш сум бил субјективен и ќе останам таков и заштитнички настроен спрема УКИМ, дека сепак УКИМ е бренд во Македонија, еден од неколкуте брендови кои што постои и не може целиот терет да се стави токму на тој што е најдобар. Меѓутоа факт е дека има присуство на корупција. Меѓутоа проблемот е што спомнавме имаме и приватни високообразовни институции, значи колеги кои што таму студирале
моментот и терминот корупција не го користат тамо затоа што они сметаат дека тоа е нешто што е тамо нормално. Нели не сакам никого да деградирам или да навредам некој универзитет, меѓутоа генералната перцепција за се во нашата држава е дека како спомна професорот, дали сметате дека има професори корупција? Па да, сигурно има, само не знаеме колку. Значи ние во секоја институција можеме да кажеме дека да има. Јас пак генерално ќе кажам, сметам дека оваа појава која што е присутна се работи тука за изолирани случаи. Не можеме да генерализираме дека нас целото високо образование ни е корумпирано, дека нас се не ни чини и така натаму. Значи тоа е преостра карактеристика за нешто што ни е највредно. Меѓутоа, кога го спомнавте моралот, тука сакам да наметнам една друга тема, а тоа е она што беше најавено во медиумите дека и покрај пари биле барани и сексуални услуги, кои што, значи, тука е многу посериозен проблемот и тука мислам дека не само поправните институции, не само судовите, значи тука треба многу и други институции да се вклучат во овој процес, да видиме дали тоа било така, затоа што тоа е многу посериозен проблем и покрај тоа што било барано и покрај тоа што било давано за возврат. Зошто било тоа така? Зошто многу генерации, можеби девојки, жени сега или девојчиња имаат трајни последици поради некои действија кои што несвесно морале да ги направат за да нели продолжат напред со животот и со својата кариера. Тоа е најтрагичниот момент по мене од цела ова приказна. Бојаджи, дали ова со барањето сексуални услуги го вклучи црвениот аларм? Всушност, оваа тема е уште почувствителна од првата тема, поради тоа што со таквите действија се повредува многу позначајно и многу поценето човеково добро од имотот. И заради тоа што преземањето на таквите действија само по себе и предизвикува многу поширока општествена реакција и општествена осуда на таквите действија. И покрај тоа што станува збор за една толку многу чувствителна тема, јас како студентски правобранител не можам да се пофалам дека не сум се соочила со истата во текот на мојот мандат. Станува збор за такви ситуации во кои што прво реагирате со стомак во моментот кога ги слушате приказните и дури после некое време од кога ќе ви спласне реакцијата во овој дел, почнувате да мислите со ум, односно со глава, за тоа во која насока треба да бидат преземени действијата. Во двата случаи кои што јас имав можност да ги водам, со кои што беа пријавени до мене, беа преземени сите соодветни действија, иако за воѓење на вистината во првиот случај кога една студентка поднесе представка и која што тврдеше дека сексуално вознемирување од страна на определени индивиди, јас како студентски правобранител нема формални овластувања, односно нема формални пречки за постапување, од причина што стануваше збор за личност која што не е дел од академскиот кадар на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Но и покрај тоа што законската моја обврска изостануваше, сепак моралната беше се уште присутна и заедно со државниот просветен инспектор, со Ѓорги Илиевски, кој што многу го почитувам и кој што укажал помош и соработка во голем број на случаи претходно, како и заедно со деканот на факултетот од каде што доаѓаше студентката, бидејќи тој беше загрижен заради тоа што тие действија дури се случуваа и на самиот факултет, беа преземени соодветни действија понатаму и покрај тоа што ние немавме формални методи на действување, искористивме неформални методи на действување и пријавената личност беше повикана на разговор и беше укажано на сите понатамушни последици со кои што може да се соочи како резултат на таквото однесување. И еве сега сум многу среќна што можам да кажам дека студентката се ослободи од тој огромен товар кој што го носела во еден подолг временски период. И ова е само уште една потврда дека и покрај тоа што студентскиот правобранител не е институција која што може некого да казни,
сепак располага со инструменти на мекото право, кои што во практиката се итекако многу ефективни, се додека има луѓе кои што знаат тие механизми и како да ги употребат прво во практика и се додека имаат ентузијазам да ги употребуваат во практиката. Исто така имав и уште еден случај за кој што благодарение тоа прво искуство помалку реагирав со стомака, повеќе со глава, но стануваше збор за случај кога професор барал определени како да ви кажам, дури за тоа кога се зборува во јавност, јас само пробувам да ги одбирам зборовите, дека станува збор за толку многу чувствителна тема, но да кажем дека на студентката и биле дадени определени непристојни предлози со цел здобивање на други работи. Студентката веднаш пријави и повторно во соработка и со Државниот просветен инспекторат и во соработка со деканот беа преземени соодветни мерки со цел студентката во понатамошниот тек на нејзиното образование да не мора во нито еден момент да стапува во контакт со лицето. Но морам да нагласам дека станува збор за такви ситуации во кои што е многу тешко, постапката на докажување е исклучително тешка и на тоа укажа и утринава од јавното обвинителство кое што ја води постапката и од нивна страна се побара на стивнување на емоциите во јавноста со цел да не се има несоодветно и негативно влијание на судската постапка. Бидејќи и дури со примена на посебни истражни мерки, ние и дури тоа го размислувавме да го примениме во конкретниот случај и се консултиравме дури со лица од Министерството за внатрешни работи, сепак е тешко да се докаже бидејќи таквите работи не им се соопштуваат, односно таквите предлози на студентите не им се соопштуваат отворено, туку на многу дискретен начин, но на доволно дискретен начин за да ви се стави до знаење што точно ви се предлага и што точно се бара од вас. За состојбите во образованието, во високото образование, но и за корупцијата која што е застапена на некои од универзитетите, дебатираме вечерва. Куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусија. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова ги анализираме состојбите во образованието, паралелно со високообразовните институции, како имаме хиперпродукција на високообразовани кадри, се чини дека расте и корупцијата. Колку овие појави се сразмерни? Хиперпродукцијата всушност причина за тоа е една од причините, односно е Европскиот кредит трансфер систем, кој што возможи многу голема проводност на студентите, овозможи да голем процент од запишаните студенти стасаат на крајот до диплома. Државните универзитети сватија дека немаат монопол и дека треба да олабават, условно кажано, со критериумите и тоа и го направија, ги снижија критериумите, како што кажав, с големи проводноста. Тоа е резултат на тоа доведе до хиперпродукција. За разлика од пред 10 години, кога само 20% од запишаните студенти завршуваа факултет, сега денеска веќе тоа не е така, сега таа бројка негде 80% направен факултет конкретно, ако не се лажам. Исто така има разлика и во односот на професорите. Во минатото професорите ретко кога ги наоѓавме во своите кабинети во приемно време. Тие беа недопирливи, откажуваа испити, тоа денеска е минато заради Европскиот кредит трансфер систем, кој што налага да се однесуваат малку поинаку во однос на студентите. Исто така, ако разговараме за тоа дали повеќе има корупција конкретно, дали во општествените науки или техничките, сметам дека тука нема некоја разлика, поради тоа што во последниве години тројно е зголемен бројот на студенти што се запишуваат на технички факултети и сметам дека застапеноста на оваа појава е подеднаква и на општествените науки и кај техничките струки. Хиперпродукција има секаде. Тоа е нешто што ја зголемува и конкурентноста понатаму на пазарот на труд и сметам дека е добро да ја има, бидејќи секој што е квалитетен, на крајот ќе се дојде до своето и ќе успева, и во текот на студиите и после на пазарот на труд.
Сепак некои анкети покажуваат дека корупцијата е најзастапена на општествените факултети, пак тука ќе ги посочам економскиот и правниот. Живковски, имаме ли професори кои се достапни и пријателски настроени или пак сепак станува збор за недопирливи? Па видете како што кажа Антонија, точно е дека во минатото најголемиот дел од професорите мислеа дека се условно кажано богови на своите предмети и на нивните факултети, меѓутоа конкуренцијата самата по себе ги смени тековите, што значи тоа дека доколку ние ако имавме порано еден правен факултет, сега имаме повеќе од дали се 11 или 13, 22 веќе сме стигнале до бројка од 22, што самото по себе говори дека ако 2005 се запишувале 1200 студенти, сега се запишуваат околу 300-400 студенти, што значи дека разликата во бројките е тука на тие други факултети. Исто така имаме повеќе, до пред некој време беа 7 или 8 економски факултети, колку се сега точно не знам, меѓутоа генерално е смената сликата. Како што кажа Антонија, проодноста е зголемена, што самото по себе говори дека доколку проодноста е зголемена, по автоматизам, по мојата логика, корупцијата се намалува, не се зголемува. Дали е тоа така, треба некои анализи да кажат. И едноставно факултетите почувствува, особено општествените, кои што се генерално според мене најзасегнати од овој процес, они ги направија најголемите промени. Зошто? Затоа што наеднаш имате вие група на студенти, сериозна бројка, па не е група, не можам да кажам дека е група, значи стотици студенти кои што се преориентирани према техничките науки, што за разлика до пред неколку години ретко кој се осмелувал да се запише на техничките науки, значи меѓутоа тоа е процес на светско ниво кој што нели тоа движење го пренасочува, не се работи дека тоа е појава само во Македонија, бидејќи техничките науки и струки се самите по себе многу повисоко платени и мислам дека од токму од овие причини односот на големиот број на професори, токму од општествените науки е сменет, е попријателски, поблагонаклонет и мислам дека конечно професорите почнаа да сваќаат, неголемиот дел сватија дека они постојат за студентите и студентите постојат за нив, за разлика од порано каде што, како што кажав, мислеа дека некои професори дека се семокни, пак не можам да генерализирам, секогаш биле тоа одредени случаи, меѓутоа во тој поглед мислам дека генералната слика оди на подобро, меѓутоа неспорно е дека има уште многу работа. Бојчи, како стигнавме до тоа титулата да се позиционира на знаењето? Тоа е секогаш всушност една лична перцепција. За мене нема поголем благодат и нема поголема непроценливост, да кажеме, поголем квалитет од самото знаење. Денеска титулата, односно дипломата, не е некаков проблем да се добие и токму поради тоа што поголем број на граѓани на Република Македонија, поголем број на млади луѓе, на поедноставен начин и на многу, да нагласиме, подостапен начин од колку предходно, имајќи ги предвид поголем број на новоотворените универзитети, како и диспрезираните студии, така што сега можете и во својот роден град да студирате, што предходно не било можно и со што на голем дел од студентите од поранливи категории им било пречка за продолжување на нивното образование, сега тоа веќе го нема. Така што процесите се движат во таа насока. Телевизија Нова направи и куса анализа за тоа како се движат процесите со корупцијата во високото образование, што покажуваат последните анкети и истражувања. Повеќе на оваа тема детали има Емил Десподов. Најновиот случај на примање мито од страна на неколку еминентни професори на Универзитетот Свети Кирил и Методи дава потврда дека ова појава е широко распространета во високото образование. Според истражувањето направено Transparency International во соработка со ОПСЕ, дури 56,2% од испитаниците сметаат дека корупцијата е сериозен проблем во високото образование. Перцепцијата на граѓаните за корупцијата во земјава е над европскиот просек, а понегативно мислење во однос на распространетоста на корупцијата имаат етничките албанци 75% наспроти 47% од етничките македонци.
вработувањето на универзитетите, полагањето на испитите, добивањето место во студентските домови и запишувањето на факултет се областите каде што според испитаниците постои најголема распространетост на корупцијата. Професорите пак сметаат дека поголем процент на корупција има во приватните универзитети поради начинот на запишување, односно плаќањето на повисока сума за студирање. Промена на системот за полагање, транспарентност при изборот на наставен кадар и сериозни санкции за оние кои нудат или примаат подкуп се само дел од начините со кои може да се спречи оваа појава во високото образование. Последното истражување на Младинскиот образовен форум покажува дека неголемиот државен универзитет во Македонија УКИМ за жал води во корупцијата во високото образование споредбено со соседните држави Бугарија, Србија и Хрватска. Истражувањето во кое биле вклучени 3463 испитаници од најголемите факултети од регионот, студенти, професори и академци, се еден вид доказ дека студентите се уште немаат доволно доверба во институциите. Според поратоците од истражувањето, 21,4% од испитаните студенти во Скопје чувствуваат страф од одмазда, додека 28,4% сметаат дека пријавувањето на неправилностите нема да промени ништо. Во однос на мито и корупција во Скопје, 4 од 10 студенти имале лично искуство, додека за споредба во Пловдив биле забележани 3 од 10 студенти. Затоа пак стапката на толеранција е највисока во Молдавија со 45%, а во Македонија изнесува 29%. Од МВР пак вела дека по современ начин на подмитување се спонзорствата што им се даваат на професорите за издавање на книги или нивно стручно дообучување во странство, каде постои простор за проневере на средствата, па многу професори едноставно подкликнуваат на искушението. 1/3 од анкетираните студенти вела дека професорите на посреден начин земаат мито преку факултетските учебници. Професорите, како што велат анкетираните, издаваат учебници што студентите треба да ги купат за да влезат во списокот на студенти што полесно полагаат. Некои професори, како што велат студентите, ги условуваат да купат книга, а дури потоа да дојдат на испит. Поголем број испитаници се убедени дека на факултетите за општествени науки најмногу корупција има на правниот и на економскиот факултет, а помалку има на техничките факултети во Скопје. Интересни гости, интересна тема. Во отвореното студио на телевизија Нова дебатираме за корупцијата во високото образование, колку ја има, но и како да се спречи. Живковски, последниот случај, несомнено, дел од осомничените професори утре ќе бидат повикани во јавното обвинителство за гонење на криминал, сепак да дадат исказ и нивно видување. Каква разврска да очекуваме на овој последен случај, Еразма? Па мене вака како правник и како адвокат не можам да не го скријам задоволството дека во текот на она што го видовме до сега од медиумите во ниеден момент не беше повредена нити автономијата на универзитетот, нити пак беа дискредитирани оние кои што се осомничени, нели, со оние фамозни лисици и така натаму. Сега останува за сликата да биде комплетна, целата постапка да се заврши на еден брз, ефикасен и транспарентен начин за правдата што побрзо да дојде на виделина и оние кои што грешеле, ако грешеле, да бидат санкционирани согласно законот и тоа да представува една порака за сите оние кои што можеби би наумиле да направат такво нешто или би им текнало во идни да направат. Едноставно ќе биде еден вид превенција, би рекол јас, за во иднина ваквите појави да бидат во што помал број и ваквите изолирани случаи во никој случај да не дозволуваме во иднина да влијат генерално на високообразовниот процес во Македонија. Да, овој случај ќе ги освести можеби дел од академската фела, но и студентите да бидат повнимателни, но колку овој скандал кој што ја вознемири јавноста, но и дел од академската фела ќе влие врз угледот на факултетот, посебно на економскиот, врз угледот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Како да се врати довербата во институциите? Во изјава за денешен вест, деканот на економски факултет вели дека не очекува овој скандал да влијае некако негативно на факултетот и на угледот кој што нели тој го гради со години и не очекува дека ова ќе се одрази на бројот на идни студенти кои што ќе се запишуваат. Јас лично сметам дека мислам дека треба да оставиме времето да покаже дали тоа ќе биде така. Исто така, ако нели во смисла во однос на тоа дали треба да се и како да се врати кредибилитетот,
сметам дека треба секој факултет на ниво на факултет тоа да биде уредено, да постои правилник некаков кој што ќе во вакви случаи, кој што ќе предвидува во вакви случаи настава на научниот совет да го одзема правото на некој конкретен професор кој што бил дел од корупција да го има нели статусот на професор на тој факултет. Тоа е еден од начините како да се поправат работите во иднина. Покрај законските нели можности, треба и на ниво на факултет, односно универзитет да се решат овие работи. И сега исто така сметам дека имало нели многу и во другите држави вакви корупцијски скандали и тие сигурно се одразиле на угледот на институцијата, меѓутоа мора да се откриваат и затоа сметам дека не треба да се запре тука и дека треба да се продолжат ваквите акции за да на крајот не бидат оштетени студентите и да се намали корупцијата што е можно помалку. Останува да видиме дали можеби наставно-научниот совет при економскиот факултет во Скопје ќе реагира на нивната наредна седница и можеби ќе побара некои вонредни мерки. Денеска имав можност да поразговарам со голем дел од професорите на УКИМ, со дел од универзитетските професори на приватните факултети. Сепак некои од нив не дојдоа и јавно не сакаа да зборуваат за оваа тема, особено тука ќе го споменам и деканот на економскиот факултет, кој сепак можеби во писмена изјава за вест говори за идните планови, но и за кредибилитетот на економскиот факултет. Каде е Македонија, Бојаджи, во споредба со земјите од регионот во однос на корупцијата? Ја споменавме Хрватска, но што е со останатите земји? Мојата лична перцепција е дека во поглед на квалитетот на високообразовните установи, Република Македонија се држи рамо до рамо, не само со нашата по-тесна околина, туку и со нашата поширока регионална околина. Корупцијските скандали, како што веќе наведовме, не се непозната појава во земјите кои што не обкружуваат, така што мислам дека барем во рамките на тој поглед Македонија не е во понеповолна положба во однос на другите. Што се однесува исто така да се надоврзам на угледот на нашиот универзитет, особено на угледот на економскиот факултет. Несомнено не е предмет на дебата дека Универзитетот Свети Кирил и Методи е најдобар и дека е најреномиран во државата и тоа не го кажуваме ние само како студенти на универзитетот, но моето видување е дека ако по завршницата на судската постапка кој што тек треба да биде започната, еве кој што ја со нетрпение ја очекувам, ако по нејзиното завршување се утврди дека таквите коруптивни дејства се биле дел од нашиот универзитет, изгоре на тоа ако по завршницата бидат отстранети, тогаш нашиот универзитет ќе биде само подобар заради тоа што ќе биде излечен од некои непосакувани појави. Според тоа и не би бил во понеповолна положба или во полоша положба или со понарушен углед. Живковски угледот е многу висок на УКИМ, сепак Универзитетот Свети Кирил и Методи, како што и ние заклучивме и сме биле дел токму од овој универзитет, важи за реномиран, но сепак ова што се случи на економскиот факултет можеби ќе остане како изолиран случај. Токму овој факултет, рековме и последните анкети, тоа го покажуваат, беше посочуван како факултет во кој јавна тајна беше барањето подкуп. Па видете, значи самиот факт дека најголемиот број на студенти на Универзитетот Кирил и Методи се токму на економскиот факултет, нормално е тоа и да се зборува. Не е нормално да се случува, меѓутоа се случува. Јас неколку пати кажав вечерва и се уште тврдам дека тоа се изолирани случаи кои што нели доколку бидат навремено санкционирани, брзо и ефикасно, дека нема да има било какви други реперкусии врз угледот на универзитетот. Сепак, значи во целово наше излагање на сите тројца гости, така ни се протна
ако можам да кажам, една констатација дека има повеќе многу проблеми во високото образование. Значи хиперпродукцијата, законските решенија, дали некој треба да биде санкциониран доколку има правосилна одлука против него, пресуда и така натаму. Значи има многу проблеми за кои што треба да се дебатира, треба да се направат законски измени со цел, нели, можеби не до перфекција, меѓутоа на некое високо ниво да се кренат и да се решат некои проблеми кои што во иднина нема да дозволат да се случуваат вакви појави, бидејќи коментарите и мислењата дека некој настојал научен совет ќе се дрзне на колега да му го одземе правото на... Многу тешко. Сепак тоа сите многу се штитат тешко, меѓу сепак себе, нели ова е станува збор Македонија, за секој колеги. се штити, значи сепак тоа треба да биде решено на законско ниво и тука не факултетите, туку мислам дека во универзитетот, во ректоратот дека треба да бидат тие ингеренции пренесени за да биде сето тоа поефикасно. Ние остануваме будно да следиме разврската на овој случај. Почитувани, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова, а вам, почитувани гледачи, ве поканувам да останете со нас да ги слушнете на новите информации од Македонија и светот. Гледајте телевизија Нова.